Здраво, дечки. Слушнав има аудиција, па и ја да се пријавам сега. Мислам дека можам да ви помогнам да направите една убава музичка редакција во вчерашни. Море, Ланко, па јас плачам, море, за музичка редакција, бе. Нема услови, море. А ми требит некој музичар вака што се разбират за ја песни пишам, знаеш? Баш ме интересира твоја мислење, ти ја пуштаме на нова песна, имам што ке речиш, некој што се развива да има. Овде кај фенот, рефренот, се мислев нешто да клами Витлери, нешто како да ги прават, ама... Мислам дека поише треба со шишки да биде приказкава. Не, шишкиве се сега многу модерни. Ам зато велам јас, оваа песна ќе биде evergreen. Глупо е да ја врзвеш сега со шишки, со мода, со не знам ти што. Сега види, ова може на радио многу да се врти, ќе грми, мислам. Не е проблем. Нас не слушаат во фризерници, во парламент, во суд. На шишки е многу добра оваа приказка. Ова со фенот многу ми се допаѓа, многу е педагошки. Јас песна кога ја напишам, тоа е хит ја. Јас сега да речеме можам на фестивалчина да ја пуштам. Ама не, јас новинар сум, мене не ми требат награди. Сега ако паднит некоја бубамара, мислам, немам ништо против за широк човек сум јас, ме разбираш? Се разбираме, наши сме ние овдека. Само знаеш, треба почесто да се гледаме, малце треба за заеднички успех да биде. Да немаш Ханзапласт? Не. Добро, менде се на интервју вакви работи ќе му правиш човекот? Што ќе ти рече? Ранко, ти си море човек институција, зашто се подценвиш? Бе ти за 6 луѓе вредиш, бе. Дали за тебе ако те примеме треба 6 луѓе да ги избркаме? Нема таква работа. Ама зашто? Еве видете со колеги, ја некако да бидам и со вас колега, почастете се, нека. Немој, молим те, бегај. Одменувачица ми се. Добро, еве, за црква Ќе се тогаш. чуеме. Да се чуеме. Ми имате телефон? Ќе ти се јавам, имам. Извини, може да станеш малку? Зашто? Па стално ја седам овде на аудиција, бе. Ајде, добро, фала. Ајде, дечки, до гледање. Фала. Ама ти не се откажвиш. Батка, правите грешка, бе. Има едно место у Македонија кај што сите се заебале. Чи пази, еден отишол се заебал, друг отишол се заебал, трет отишол се заебал. Нема човек што не се заебал. А како се заебале? Батка, сите различно се заебале, бе. А знаеш што е најинтересно? Што кој као ќе се заебе, после не каже на никој за и тој после него да се заебе, бе. Лудило! Чи како да ти кажам, значи ова се прави прилог топ. Може и репортажа да се направи, а може и документарец и обавезно да се раскадрира. А кај е местоно? Сега кај е местото? Земете ме, ќе ви кажам. Ќе ти се јавиме ние. Ацо, Јована, ам вестник имат ли денеска? Хајде тамо.